Да, продолжуваме како што најавивме со Ирина Јаневска, претседателка на Сдруженијето за социјални иновации Арно. Добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Спроведувате повеќе проекти кои се фокусираат на социјално претприемништво, неформално образование, мотивирање на учениците, на младите. Ке зборуваме за некои и од конкретните проекти, за тоа што го правите, што сакате да постигнете, кои се целите, но еве вака како еден генерален вовед во разговорот кога ќе кажеме социјално претприемништво. Што значи тоа всушност? Што се целите на таа активност? Социјално претприемништво е нов бизнис модел кој што вели дека ние мора да имаме претприемачки активности. Живееме во концептно општество каде што гледаме дека продажбата на услуги и продукти е единствен начин да се функционира. Меѓутоа, остварениот профит во рамки на социјалното претприемништво се предлага и е услов, нели, за да се дефинира некој за социјално предпријатие, да се реинвестира во социјалната мисија. Значи, затоа е тој нов бизнис модел, како концепт постои одамна, меѓутоа сега веќе се официализира. Ние во рамки на Европска унија се повеќе го гледаме социјалното претприемништво дека е високо на политичката агенда. Различна е состојбата во сите земји членки, некои имаат легислатива, некои немаат, меѓутоа се тежне кон се поголемо признавање и валидирање. Социјалната економија, ова е последниот податок кој што јас го имам на ниво на Европска унија, во 2015 вели дека вработува 13,6 милиони луѓе, што е навистина голем дел од работната сила. Но така младите, учениците се учат на тие вештини кои еве ви ги подготвувате за социјално претприемништво, но всушност се подготвуваат за претприемништво воопшто, генерално. Така значи, се стекнуваат едни вештини кои, како што вие и велите, се многу важни за животот, за функционирање, бидејќи тоа е во сите сегменти на општеството, неизбежно е. Така е. За да се биде социјален претприемач, пред се треба да се има тој претприемнички мајндсет, значи да се има квалитетен производ, да се направи прототип, да се пласира на пазар и истовремено да се комуницира неговата социјална мисија. Што е интересното кај социјално претприемништво, дека на крајот од денот секој социјален претприемач сам избира во која мера ќе го комуницира социјалниот момент. Ние препорачуваме да не се иде во некаква патетика, затоа што во социјално претприемништво се прави работна интеграција на маргинализирани лица, туку да се комуницира квалитетот на производот и што се постигнува со купувањето на таков производ или услуга. Она што исто интересно е дека социјалните предпријатија успешно го прават тоа. Ние гледаме дека во светот на вистина има тенденција и филантропијата да се промовира како нешто што можеби нема претприемнички карактер, меѓутоа правењето добро за заедницата е присутно и кај индивидуалците филантропи, и кај големите компании. Меѓутоа во социјалното претприемништво од старт се знае зошто постои продажната активност. Каде оди профитот, каде одат остварените средства, нели секако тоа има добар импакт врз заедницата и врз животната средина. Значи крајната цел сепак треба да биде, ајде да речеме, подобрување на условите, подобрување на животот на некоја социјална или ранлива категорија. Во право сум, тоа е целта? Така, тоа е една од димензиите на социјалните предпријатија. Ние имаме пример во Франција и кога воз кој што не се обраќа од Бордо до Лион, самите луѓе се организираат преку кооператива, ја враќаат целата линија. Во моментов се прави фандрейзинг, не знам колку пари имаат собрано, меѓутоа и тоа е социјална мисија. Не мора да е само работна интеграција на луѓе кои што имаат пречки или предизвици во развој или се долгорочно невработени, некогаш може и оваа димензија, мобилност на луѓето, пристап, транспорт. Значи имаме различни видови на социјални предпријатија. Па, кај нас, за жал, кога ми го дадовте овој пример, например, со возот во Франција, кај нас возовите не функционираат на многу линии, но не е само на возовите, не функционираат многу работи во општеството и ми се чини тогаш дека оваа димензија е многу потребна кај нас да се развие и да стане луѓето да станат посвесни за неа, и да станат и посвесни за тоа што можат да постигнат со таквите активности. Така, дека можат на крајот на краиштата да си ги подобрат своите животи. Така, тоа е целта, да се реши социјален проблем, меѓутоа не само преку активизам, туку преку некаков претприемнички карактер. Возот мора да наплаќа карта. Значи ќе мора да биде самоодржлив. Повторно имаме тука една економска активност.
Тоа е еден од примерите. Ние можеме да зборуваме за споделување на превоз, како што имаме Uber, BlaBlaCar, освен што има еколошка димензија, нели, се споделува превозот, освен што има економска димензија, односно се наплаќа за тоа, ние гледаме дека возач може да биде секој како дополнителна работа или достава на пратки. Тоа се тие интересни модели кои што се нови во светот и треба да постојат кај нас затоа што едноставно придонесуваат кон решавање на некаков проблем. Да, можете ли сега, ние ве видовме да ви кажеме во однос на тој проектот кој го спроведувате со Средното гостителско училиште Лазар Танев, сите сме во кругот, да видиме конкретно за тој проект, што сакате да постигнете со него, што правите, како се изведува проектот? Проектот е инспирација од реална потреба, тоа е да се подобри стручното образование. Ние гледаме сериозни флуктуации на пазарот на труд, не само кај нас и во светот. Недостиг на готвачи, недостиг на стручен кадар од една страна, а од друга страна па и голема побарувачка. Проблемот со стручното образование во Македонија што не е доволно атрактивно и нашиот слоган е "Кул е да си кулинар". Овој проект го имаме, оваа соработка со Средно гостителско училиште Лазар Танев, ја имаме веќе 10 години и низ годините ние само гледаме да иновираме активности, пристапи за да можеме истата мисија да ја кажеме на сите чинители во општеството, без разлика дали станува за образовни институции, родители на ученици кои што треба да се запишат, приватен сектор. Значи мора да се подобри имиџот и квалитетот на стручното образование. Како ние тоа го правиме? Преку вакви неформални пристапи, преку промовирање на социјално претприемништво. Почнавме во 2013, смисливме мобилни апликации, Рецептко и Мој кетеринг. Тогаш не ни беа најуспешни, мора да си признаеме дека си учиме своите неуспеси, не само од успесите. Па така се напредува постепено. Мора искрено да гледаме што функционира, што не. Тогаш луѓето немаа многу напредни мобилни телефони, на вистина не беа ни во можност да симнат апликација за проверување на мејл, а не пак апликација која што и немаше таква навика и култура. Не, се едно, тој проект научивме дека нас клучни ни се учениците и подобрување на нивните вештини. И тогаш сватевме дека од една обука како да ги фотографираат своите јадења, како да користат Твитер, социјални медиуми за да се промовираат, може многу да се постигне. Од кога заврши проектот, ние бевме така во блага депресија поради неуспехот на мобилните апликации, ама дојде едно од децата ученици и рече: "Бргу, моето CV треба да се подобри, јас добив понуда за работа." И го гледаме како доби понуда за работа. Па вика на Твитер постирав од јадењата, тоа што ми рековте да сликам, да ставам хаштаг, да ги тагнувам сите македонски готвачи. Вика еден од готвачите, готвиме Софичов или Поповски, поздрав до него, рече: "Кој си ти, дете, од каде оваа љубов за готвењето? Сакаш ли да дојдеш на пракса, сакаш ли работа?" И тогаш сватевме дека проектот е бил успешен, само не во онаа димензија што ние ја видовме, туку во таа позадинската што не беше јавна. И сватевме дека работата со ученици директно, подобрување на нивни вештини, како да преговараат за плата, какво CV да направат, ги фотографиравме со професионален фотограф во униформа, како да носат гордо таа униформа, е навистина нешто што им треба на учениците во нивната мотивација. И од тогаш натака таа компонента ја задржавме и во рамки на овој проект кој што сега се го спроведуваме со Средно гостителско училиште, голем акцент се дава токму на вештините и нивна транзиција од училиште на пазар на труд. Сега вработувањето не ни е толку, затоа што има работа. Цел ни е подвработувањето или underemployment, зошто и brain drain, одат во странство. Меѓутоа ние велиме, веќе одите во странство, тргнете од подобра позиција, тргнете со подобро CV, знаете јазик, преговарајте подобро, условите, разберете каде ви е местото, што значи кога ќе се вратите дома, како да направите трансфер на сео што сте го стекнали од искуство таму на другите ученици овде, и тоа е една од повторно позадинските цели на проектот. Она што овој пат го предлагаме, во минатото имавме часови за готвење, па продававме и лажички, и престилки со слоганот "Кул е да си кулинар", правевме гастромапа од Скопје, гастротура. Сега се фокусираме на гевречиња, затоа е слоганот "Смисли го кругот", затоа што сметаме дека може да иновираме преку локална храна,
Се инспириравме и од Крофни и од Бегелс, тие имаат кружна форма, има друга порака таа кружна форма за еден нов вид економија кој што се вика донат економија, ама во ова гостување нема да ја спомнуваме, таа е за понатаму, таа е нова стратешка цел на Арно. Меѓутоа, она што сакаме да го направиме е прво да ги поканиме скопјани да поднесат нов рецепт за нов геврек кој што ќе го задржи обликот, меѓутоа ќе има различен вкус. Станува збор за надпревар, кој што има и символична награда, 200 евра во динарска противредност за победникот, за рецептот и уште 200 евра за да им го пренесе победникот знаењето на учениците од средното училиште. Што е другата димензија, значи, освен што треба да е геврек и што треба да е понуди нови вкусови, треба новите вкусови да се локални намирници. Значи, не авокадо, не нешто што стигнува оддалеку, туку да се наши локални традиционални или нетрадиционални, свежи, може да се тоа зеленчуци, да се сезонски, за да дадеме малку и еколошка димензија на она што во иднина ќе функционира како социјално предпријатие и да кажеме дека ние и локално имаме простор за иновација и за измислување на нови работи. Каков е одзивот на учениците? Сакаат да учествуваат во ова, потоа како се дали се вклучени доволно во проектот, дали се доволно заинтересирани? Како е на терен? Кога го поставивме постерот во училиште, прво што забележавме дека доаѓаат, го читаат, ама не реагираат. Мораше да одиме во училни, да ги анимираме и класните раководители. Со директен контакт малку. Да, директен контакт. Децата денеска се бомбардирани со мултимедијални содржини, не може толку лесно да се привлече нивното внимание, сакаат да им се објасни што е позадината. Имаме интерес, од првата работилница до сега имаме 50 ученици, 30 се редовни, дел од нив и на пресконференцијата кога го лансиравме овој надпревари проектот за јавност, беа вклучени во кујна, ги правеа гевречињата, дадоа изјави за медиуми, имаат интерес, со нив гледаме, со нив работиме на различни теми, значи имаме неформален пристап, неформално образование. Чудно име, затоа што сме во училишта, седиме во круг. Затоа што не мора да кренат рака па да прашаат, затоа што мене не мора да ми се обраќаат со професорки, со вие, ама па интересно име затоа што ја препознаваат и големата слика и затоа што гледаат дека ние не сме строги, значи не пишуваме оценки, туку работиме на делот на мотивација и нивна кариера и кариерен развој. Мислам дека го препознаваат и дека им недостасува. Значи, нашето образование мора да се отвори, ако не може внатре или на повисоко ниво, ете преку вакви соработки, спорадични проекти со невладини организации, може да се отворат и да иновираат на тој начин. Имате ли, се разбира дека после секој проект имате евалуација, ефектите кои се постигнати? Еве, кога сето ова ќе заврши, што очекувате од тие што ќе учествуваат у проектот? Што треба они да им остане како трајна вредност од проектот? Мотивацијата пред се да сакаат да бидат готвачи, тоа за нас е најголем успех, да тоа што ќе го завршат како формално образование, продолжат во тоа, се вработат успешно. Од кога ќе заврши проектот, ние ги следиме, меѓутоа не во делот на обврски, туку во делот на пријателство. Многу често се случува учениците од претходни генерации да ни се појават во канцеларија, да речат бргу ми треба CV, треба да додадеме нешто, или ми треба нова фотка, помогнете ми, препорака, писмо за мотивација. Така да ги следиме, меѓутоа не во оној аспект што не обврзува од проектот како индикатор да го исполниме, туку од аспект на оно што ние сакаме како тренд да го следиме кај нив и од аспект на поддршка. Најголем успех за учениците е да останат во својата бранша, меѓутоа исто така ние имаме и обуки преку кои им кажуваме како можат да отворат и свое сопствено социјално, да се само вработат, не мора само да работат за друг, тие можат да бидат и самите во иднина сопственици на, еве да речеме, ресторан кој што вработува лица кои што се потешко вработливи. Да откриеме за јавност, исто една од инспирациите зошто токму храна и социјално предприемништво е Џејми Оливер. Џејми Оливер знаеме дека е магнат во гастрономијата, меѓутоа еден од неговите бизниси е социјално предпријатие кое што се наоѓа во Лондон. Јас лично бев да го посетам во 2013 и се вика 15. Тој на млади луѓе кои што се со една нога во затвор, значи ќе направат престап и можно е да бидат лишени од слобода,
им вели: вие или сега ви се дава нова шанса да бидете готвачи, да ве обучам, или ќе продолжите по тој пат и не знаеме каде ќе завршите. Затоа и се вика ресторанот 15 млади кои што доаѓаат од ваква позадина, ги обучува да станат готвачи и е навистина прекрасен ресторан во кој што се чека и 2 недели за да се закаже. Значи функционира како предпријатие, како и сите други ресторани, меѓутоа профитот и работната интеграција се дава на овие млади. И токму и тоа може да се каже еве на младите, дека не мора и да чекаат да се вработат некаде, можат и тие да бидат предприемачи. Се разбира дека тука кога зборуваме еве кога ги објаснувате овие проекти, целите, како тоа функционира, што може да излезе на крај како финален производ, еве ги правите вие како невладина организација, ги прават и други. Мислите ли дека е потребна една, можеби, државна стратегија на ова поле, една сеопфатна стратегија, каде што ова би било многу посекојдневно, ајде да речеме, многу пошироко расширени, да се подигне свеста за ова, тогаш претпоставам дека би имало многу поголем ефект. Така е, ние како Арно 10 години работиме како инкубатор за социјални предприемачи, поддржуваме зелени предпријатија преку надпреварот Зелени идеи. Во делот на регулатива вклучени сме како носители на препораки. Во Македонија постои стратегија за развој на социјално претприемништво, која што ја донесе Сдруженијето Паблик, а во моментов на платформата ЕНЕР е и законот за социјално претприемништво, кој што може да се коментира, да се дадат препораки. Ова е една од, ако не се лажам, 3 верзии официјални на законот која што пробуваме да се донесе. Државата го препознава социјалното претприемништво и сака да даде поддршка, што е навистина за поздрав. И сега нормално дека има различни димензии каде што ние можеме да коментираме, да даваме препораки како да се подобри. Меѓутоа, мојот личен став е дека ме радува што конечно се валидира социјалното претприемништво и да видиме како ќе значи и практичната имплементација. Ние во Македонија гледаме дека имаме прекрасни закони, меѓутоа имплементацијата не функционира. Мислам дека треба да бидеме отворени, да дадеме шанса и да дадеме препораки како може да се подобри. Нас не е малку страф, имаме воздржка од овакви процеси, затоа што сме виделе колку е тешко да се измени еден закон, меѓутоа во случајов еве отворен е процесот, можат и сите кои што гледаат да дадат свој коментари на ЕНЕР, да видиме како ќе оди имплементацијата. Да. Добро, ви благодарам за ова интервју, за овој разговор и се надевам дека во блиска иднина ќе видиме како се спроведуваат овие проекти, ќе видиме за вашите идни активности и ќе информираме јавноста. Така, јас за крај би сакала само едно поклонче да дадам, тоа ни е промотивниот материјал од лансирањето на конференцијата. Еве да се види што значи да се има еко димензија на социјално претприемништво. Во оваа кутија имаме метална филтер штипалка за чај. Оваа заменува употреба на оние филтер кесички кои што се за еднократна употреба, во себе имаат микропластика и нели се отпад. Со ваква асистенција на оваа метална цедалка можеме да користиме локално чајче. Еве ние во нашиот случај ги поддржуваме Билки Лайф, тоа е едно ново социјално претпријатие кое што бере чај од падините на Скопска Црна Гора и има за цел да прави работна интеграција на луѓе кои што се со попречености. Значи ете како може да се пие домашно чајче со помалку отпад. Имаме ајварче кое што ни доаѓа од Екофарма Беровко, тоа е исто зелено социјално претпријатие кое што беше финалист односно победник на надпреварот за зелени идеи кој што го организира Арно. Ова е органски чај, тука го имаме и гевречето. Ова е за вас сеат, кое што во моментов ги повикува сите скопјани да го реизмислат, односно да дадат нов рецепт. Идејата е од кога ќе имаме нов рецепт да пробаме да формираме ново социјално претпријатие кој што ќе нуди оброк за вработени во големи компании кои што ќе јадат гевречиња и ќе поддржуваат локална зелена и социјална економија. Да, ви благодарам и еве и од нас еден повик до скопјани, вклучете се во проектот, вклучете се во вие активности, па да видиме дали можете да измислите да направите подобар геврек. Ви благодарам уште еднаш. Фала за поканата. И со ова, почитувани, го завршуваме ова студио 10, ви благодариме на вниманието.
и на довербата и останете се разбира со програмата на телевизија 24.